Трајца се примери на болничко лекување, останатите се третирани поликлинички со полесни повреди. Од оние двајца, еден пациент е веќе опериран во текот на ноќните сати со скрченица во предел на шаката и има уште еден пациент кој што е странски државјанин, туриста, кој што е повреден при пад на дрво, кој што е со повреди во пределот на карлицата, но не изискуваше оперативен третман, што значи дека се планира за конзервативен, односно неоперативен третман. Во тој УЦ има згрижено 11 повредени од синоќашното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници и се третираат соодветно на клиниката. Ги следиме штетите на здравствените установи. Има паднати дрва и во клиничкиот центар Мајка Тереза без повредени, во психијатриската болница во Бардовци исто така без повредени, таму имаше и неколку часовен прекин на струјата која е обновена и има значајни штети на крвната конструкција во клиничката болница во Штип, благодарејќи на брзата интервенција на градоначалникот Иван и на директорот таму веќе се отстранети штетите и се работи на проценки. Има штети на крвната конструкција на ГОП 8 септември и клиничката болница и ГОП 8 септември се осигурани, така да работат и осигурителните куќи на проценката на штетите и веднаш потоа ќе се реагира за да се обезбеди суво работење на двете болници. Ја им благодарам на институциите и на градоначалниците што во текот на вечерта и веднаш после епското невреме кој што вчера го зафати Скопје, излегува на терен и ги санира заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите. И денеска ќе продолжат, бидејќи станува збор за епско невреме. Наистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закон и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. А зошто механизми за помош владата? Апсолутно, како и во секоја елементарна неполага. А зошто вработените на паркови за Линово се жалат дека не ја добиваат редовно платата и НОКЕСКА дури делумно реагира околу тоа дека мора на терен да се? Јас немам до мене таква информација дека вработените во паркови за Линово не ја добиваат навремено платата. Има една група вработени во јавни институции кои што не доаѓале на работа и кои што се пред фаза на отказ. Тие не само што нема да добијат, туку ќе добијат и кривични пријави, ќе треба да ги враќаат и оние кои што ги добивале. Но јас таква информација, вие сега што кажувате, немам така.